Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, откако ја продаде наследената градска куќа за 12,7 милиони евра и ги потроши парите, сега имал план да купи или изнајми нов објект, каде би ја сместил скопската администрација. Не открива детали како, каде и колку пари би ги чинела Скопјани новата градска куќа. За тоа ќе кажел кога ќе созрееле условите. Јас сум човек кој што во политиката секогаш ја зборува вистината. За да може да ја зборувате вистината, треба да созреат сите работи за да се сообштат на јавност. Не сум човек кој што импровизира, не сум човек кој што сака да ја замајува јавноста. Во моментот кога ќе бидат зрели податоците, ќе ја споделиме со јавноста и за кој објект станува збор и за начинот на кој што градот ќе дојде до него. Како што е познато, Шилегов кога ја презеде функцијата градоначалник на Скопје, неговиот предходник Коце Трајановски му остави во наследство нова зграда на кеот на Вардар под Кале. Но Шилегов, кој е силен противник на проектот Скопје 2014-та, не ја сакаше зградата бидејќи беше во барок стил. Реши да ја продаде со образложение дека зградата била мала и немало да ја собере целата администрација. За неа инкасира 12,7 милиони евра од компанијата Евана, која веќе пресели дел од своите операции таму. Каде и зашто Шилегов ги потроши парите, јавноста не знае. Скандалот дека бара нова градска куќа го откри советникот од Гром Александар Трајановски. Дека ги потрошил парите од продажбата докажува фактот што сега на 3 месеци пред крај на својот мандат прави измена на програма за развој со која бара поддршка од Советот на град Скопје да му ја менуваат новата зграда да ја купува на рати. Зградата што ја намерачил Скопјани ќе ги чини не 12, туку 15 милиони евра. Шилегов денеска демантираше дека планирал да потроши 15 милиони евра и тоа на рати. Градот Скопје ќе добие ново седиште и не ви се точни информациите кои што се содржува во вашето прашање. Бетонирани дрвја сеча на Орце Николов ја уриваше универзална, па се премисли. Платформи на матка, загаден воздух, поскап паркинг. Ова се само дел од работите кои го одбележаа мандатот на градоначалникот на Скопје. 3 месеци до крајот на мандатот на Петре Шилегов, градот се уште нема комунална полиција, а тешко и дека ќе стане европска престолнина, како што ветуваше во предизборието. Наместо да ги исполни ветувањата, функцијата ја помина во уривање на веќе завршени градби.